Почитувани, согласно член 70, став 3, молам предлог законот за изменување и дополнување на законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка, по скратена постапка, да се тргне од дневниот ред. Повеќе би сакала предлагачот да биде доблесен и да ја повлече, еве зошто. Заради владењето на правото, бидејќи предлагачот со ваква точка манифестира, иако е професор по право, отсуство на правна свест, отсуство на правна култура, отсуство на правна логика, манифестира правен нихилизам наместо владење на правото. Замислете, веројатно не го читал Уставот, во кој што јасно стои дека само во воена и вонредна состојба може да се продолжи мандатот на пратениците, а само во воена и вонредна состојба продолжува по сила на Уставот мандатот на председателот на државата, мандатот на председателот на владата, мандатот на уставните судии и за чудо мандатот на судскиот совет. Зошто е ова невозможно? Реков, заради тоа што не можете, ако во законот пишува дека мандатот на членовите на второстепената комисија е 5 години, да барате, замислете, да продолжи нивниот мандат до изборот на следните членови. Никаде тоа го нема. Може да предложите наместо 5 години мандатот да биде 6, мандатот да биде 7, ама да речете дека до изборот на новите членови остануваат на функција, тоа е невозможно. Тоа е дискреционо постапување, тоа е во сферата на владењето на луѓето. Страшно е ова кога го предлага професор по право. Знаете зошто? Зошто ние велиме дека игноранција, незнаењето квиквен оцет, секому му штети. За жал, во оваа држава, во овој парламент, се уште некој верува дека игноранција нема нокет. Значи, мора да ставиме крај на rule of игноранција. Треба да бидеме за rule of law. Тоа е европски стандард.